Почитувани љубители на литературата, културата и уметноста, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Би рекла ексклузивно, бидејќи после неколку години договарање, конечно можеме да разговараме со нашиот врвен светски режисер Милчо Манчевски, кој што во многу нешта е прв, пионер, кој што се врзува со почетоците на оваа наша земја, се поврзува со многу револуционерни чекори, го проби името на нашата земја секаде каде што можеше да го раскрчи патот и за идните генерации. Но тој не сопира и јас велам дека вистинското време е кога ќе му дојде да се случи и ова интервју. Ќе му посакам добре дојде на Милчо Манчевски во Астрорум. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Фала ви. Конечно зборуваме вака тет-а-тет, иако ние редовно ги следиме вашите успеси, особено што вие и една ваша книга имате издадено за Арс Ламина. Таа се наоѓа во книжарниците на литература МК, впрочем продуцентот на оваа емисија. Но денес сме тука, ако е воопшто можно, во половина час да го изодиме животниот и творечкиот пат на еден продуктивен режисер, мислител, фотограф и всушност човек кој што ја интригира целата македонска, но и многу поширока јавност. Милчо, во екот на врба разговараме сега. Дали да го почнеме разговорот од наопаку, од денешницава, па ќе се обидувам макар да ве враќам наназад. Кажете ми што се случува со врба во моментов во вакви специфични пандемиски услови? Па, мислам, живееме во лудо време и деловно и приватно. Врба имаше премиера пред да удри пандемијата, пред да се случи ковидот. Одлично тргна. Потоа, поради пандемијата, малку се смири тоа, се успори животот на филмот и сега повторно продолжува. Значи имавме таа премиера во Рим, која веројатно знаете, одлично помени, имавме 5-минутен standing ovation, после играше во Македонија, имаше премиера во кино, после имаше и на телевизија, сруши рекорди, играше на некои 2-30 фестивали, зема 5 награди, вклучувајќи ги и наградата на Рейнденс за најдобра режија, на Синеквест за најдобар филм, Сребрена палма во Валенција. И така си го тераше животот. После беше македонски кандидат за Оскар. Во меѓувреме американски дистрибутер го откупи за дистрибуција во Северна Америка, Кино Лорбер. Они се дистрибутери на артхаус филмови, одличен дистрибутер. И во меѓувреме филмот се најде на HBO, значи од следниот месец ќе игра на HBO. Не знам дали воопшто познато кај нас, да кажеме, сега прв пат го објавуваме тој факт, така да луѓето што имате HBO кај нас ќе може да го видат, ако веќе не го гледале во кино или на телевизија. Така да долго време си тера врба, некако со променет ритам поради пандемија. Од друга страна, пандемијата можда му овозможи подолго да живее. Еве го доправајќи имаше премиера во Унгарија, доправајќи има кино премиера во Унгарија, низ XU, после низ Европа. Така да, не знам, уште малку па ќе ја пензионираме врба. Но пред да пензионираме, јас да си ги разјаснам нештата. Добро, навистина ли светот е заглавен во некакви минати времења што се уште мора да ги демистифицираме, табуа, како би рекла, табуата да ги разглобуваме, за да и тоа да ги фасцинира, а да речеме, вие страшно добро можете да го погодите моментот, но се занимавате и со универзални теми. Тие некогаш можат да бидат
сватени како нешто што директно целите кон нечии срца. Меѓутоа, врба на еден поинаков начин зборувам како човек, како мајка, кој што го поминала патот на врба и инвитро. Не знам дали можам да се сметам за објективен гледач на филмот, зашто тој погодува, но гледајќи ги луѓето кои што го немаат личното искуство, се погодени од филмот. Кажете ми дали од секогаш таа тема ве фасцинирала и зошто се решите за едно такво сценарио за филмот Врба? Па не, ова не е некоја тема која сум ја размислувал многу или која долго сум ја размислувал. Мене ме интересираат луѓе. Ме интересираат добри луѓе што носат добрина. И сите сме оригинални, сите сме различни. И во секој човек има цел универзум и работата е само да го најдеш тој универзум и потоа по можност, во зависност од талентот и способностите, да ја преточиш во уметничко дело. Значи, мене ме интересира луѓето кои ги имаат, кои поминуваат низ тие емоции, низ таа драма, низ радости и таги. Сакав да во еден филм да поставам две различни, да не кажам спротивставени времењи, да видам како тие функционираат. И тоа ми беше појдовната точка. Значи, самата тема на мајчинство и на родителство, како таква ми е важна и за општеството и за поединецот, ама поважно од тоа ми беше емоциите и патиштата на луѓето да ги испитам. Така да често самата тема се развива додека се прави филмот. Јас ги поставувам драмските основи, драмскиот конфликт го поставувам и после го испитувам тој свет, ја испитувам таа ситуација, тие ликови и темата некако сама извира. Сама извира за време на пишувањето на сценариото, во пробите, во снимањето и во монтажата. Ја не тргнувам од агенда, не тргнувам од порака. Пораката дури често, од како ќе излезе филмот, некој друг ми ја соопштува, тоа си сакал да кажеш со филмот. Викам, да, ако тоа си го доживел и ако тоа држи, тоа и била пораката, само не била планирана. Зошто редовно ве следат, да речеме, критики од обичниот народ, дека кој вид на фрустрации се тоа дека сака да биде прикажан цивилизиран, модерен, урбан, зошто редовно ги боли темата рурално, село, елементарно, зошто не можат се уште да ги препознаат тие естетски суптилните работи што не разликуваат од останатите, зошто не можат да си дозволат да се гордеат токму со она што не разликува, бидејќи глобализацијата не поистовети, јас не гледам ништо конкурентно во тоа. Па, тоа е феноменално прашање, одлично прашање, тоа ќе го проследам до другар ми Крсте Роџевски, кој е и голем уметник и одличен психијатар. Мислам дека кога некој се обседнува со материјалното, значи со богатството, со дали куќата е малтерисана или не е, дали воза мала кола или голема кола. И второ, кога се обседнува со тоа како е во наводници прикажан. Би требало, убаво би му било полезно на тој човек да се запраша зошто се обседнува со работи кои можат само да илустрираат една фрустрација и една ситуација кај што он себе не се сака. Он сака да биде прикажан нашминкан, како оние жени што спијат без да ја симнат шминката навечер. Значи, богатството не е битно. Мислам, треба да имаш доволно за да живееш горе-доле нормално, ама дали ќе се види едно сиромашно село или ќе се види, не знам, Менхетен или Абу Даби или Копенхаген, не е важно, тоа не игра никаква улога. Прво. Второ, тоа се уметнички дела, тоа не се рекламни спотови, не се работат по нарачка. Трето и најважно,
интересно ми е што луѓе кои се обседнуваат со тоа дали селото било скапано, дали имало магариња во филмот или мерцедеси, суштината на не само на овој филм, него на постоењето во крајна линија, вака им прелетува и не ни забележуваат, не ни гледаат. А суштината е дали тие луѓе што ги гледаме во тој филм, односно во очите на овие гледачи, дали тоа како сме во наводници прикажани, се луѓе кои имаат морални ставови, кои имаат морално богатство, кои се однесуваат со љубов кон себе и кон другите. И тоа би сакал тоа да се разговара, тоа да се дискутира и се разбира да се дискутира какво е делото, дали е добро или е лошо, дали ми создава, дали ме возбудува кога го гледам, како што се возбудувам кога го слушам, не знам, Реквиемот на Моцарт или кога ја гледам Герника. Тоа се правите прашања, а не овие проблеми кои треба да ги решаваат пластичен хирург и психијатар. Конечно, вие во вашиот предождот направивте таков убав контрапункт со монтажата што ја гледавме и врволицата во градот, наспрам некое си спокојство и селото и така натаму. Не го поставив тоа прашање, туку и мене ме жести тоа што на авторите им се забележува, од нив се очекува да прикажат нешто, а не се цени дали успеале да го изразат тоа и да предизвикаат емоција кај публиката или својата емоција да ја пренесат. Мислите ли дека има потреба од едукација, посилна едукација, па дури и за развој на филмска публика, музичка публика, како да отсуствува тоа, девастирани се и стандардите, она што порано можевме да учиме од книгите, од телевизијата, од таков хаос на информации. Јас сметам дека младиве луѓе и немаат некако цврст ослонец од каде да ги дознаваат вистинските работи, да не се одушевуваат ниту на фотошоп, што велите на шминка, туку да имаат желба да проникнуваат во суштината. Па да, малку е абсурдна оваа ситуација кога ти буквално во рака држиш можност да комуницираш со скоро било кој на планетава, да прочиташ или да видиш или да слушнеш било што не знам, да не кажам се што е напишано или снимено на планетава, тебе ти е достапно. И ние се уште не сме свесни која огромна можност е тоа. И веројатно заробени во собствените куќички, во собствените љуштури, се бавиме со едни исти работи, слушаме една иста музика, се дружиме со едни исти луѓе кои се истоимисленици или идеолошки или естетски. И штета е, стварно е штета да него огромен дел од нас не го искористуваат тој технички потенцијал. Мислам, не знам, ја откривам постојано нови музики. Многу ми е интересно да слушам нешто за што не сум спремен, што не сум го планирал, што случајно ќе се случи и што дури може и нема многу да ми се допадне, ама фактот дека е ново и дека ми отвара некој нов свет е одличен, е прекрасен. Дали е тоа, не знам, монголска музика, дали музика од стари арапски филмови од 50-ти години, дали ќе биде, не знам, некои шлагери македонски кои порано не сум ги чул од една или друга причина, ама ги имаш сите тие можности. Инаку да, оригиналното, иницијалното ваше прашање, мислам дека добро би било да има многу по-сериозна едукација, образование за уметностите воопшто, не поради самите уметности, туку затоа што тоа му го збогатува внатрешниот живот и внатрешниот свет на секој човек и ги не збогатува нас како членови на заедницата. Значи, ако повеќе внимание се посвети на образованието во кое ќе има повеќе уметност, тоа ќе биде покорисно за сите нас, не само за тој што тоа го прима. Од друга страна,
мислам дека сме сведоци и локално, а и глобално на еден таков хаос, на едно такво превирање на вредностите и прераспределба на вредностите, кај што голем дел вистински вредности се потиснуваат во позадина, што и не ме не изненадува што вакво нешто се случува. Да ве вратам сега на пред дождот, бидејќи во самата најава се обидов да кажам дека во многу нешта сте пионер. Тоа е, се разбира, моментумот не може да не се спомене, колку беше важно да се слушне нешто, да дојде нешто од Македонија, да се пробие надвор. Пред дождот повеќекратно ја верификуваше својата вредност. И за вашата техничка, уметничка способност, капацитети и во секоја друга смисла, сакам да кажам, и обострано, повеќе насочно и така натаму. Како ви изгледа од ова дистанца сега пред дождот? Дали вие можевте малку да се одлепите, да си направите дистанца, вие, да ги соберете фактите и да го дефинирате филмот, да го лоцирате на светската мапа, во вашата заедница, во пошироката јавност, кои се вистинските пробиви на тој филм и што е она што го направи филмот, го закотви таму кај што е, што и вам ви создава на некој начин проблеми како автор за да постигнете многу повеќе, затоа што маргината беше во самиот почеток крената многу високо. Да, тоа е многу слојно прашање. Мислам, прво, за авторот, или барем за мене, ама верувам за повеќето автори, е тешко да си го процени делото, барем во прво време, кога ќе поминат години и години, можда можеш да го гледаш по-објективно, ама во секој случај треба време. За тоа треба дистанца, треба објективност, треба малку по-студена глава. Мислам, фактите околу тоа што филмов постигна не само за Македонија, него што постигна како едно парче уметност, како едно дело, како едно филмче, се факти. Значи, тоа не е прашање на импресија или на opinion. Не знам, он е броен, нели, во 1000 најдобри филмови било кога и не знам, Анет Инсдорф сега го крсти едно од најзначајните дебитантски дела. Мене ми е драго што филмот постигна нешто за Македонија, во тоа што се осетивме дека можеме да создадеме, да играме на светско првенство, да тепаме на светско првенство. И тоа е стимул и за млади уметници и воопшто за некој што ја бара на мапа Месопотамија, кој се има случајно и така да ја крстат Македонија. Како филм, како дело, кога го гледам, мене ми е интересен, не знам, вкусот ми е сега променет, сега веројатно поинаку би го работил, веројатно би посуптилно би го работил филмот. Што е прашање на вкус, прашање и на авторски развој. Ама суштината зошто луѓето реагираат толку емотивно на филмот, тој одговор се уште го немам и веројатно никогаш нема ни да го имам. Значи, реакциите од тоа да гледаш луѓе како излегуваат од кино, не знам, во Венеција буквално со солзи на очи, до тоа после, не знам, 20 години некој да ми приде потресен затоа што вика, ова ми остана у срце, а тој некој, знаеш, не е ни од една култура, него имаше луѓе и во Бразил, и на Тајван, и не знам, во Италија, кои ја имаат истата емотивна реакција на тој филм. Значи, има некој склоп кој во самото дело што тоа го прави, што е универзален. Сега, значи, мислам, уметничко дело не мора секогаш да ти создаде, да ти биде убаво и топло околу срцето. Битно е да те разбранува. Знаеш, некојаш може да те револтира дело, некојаш ќе биде толку тажен што ќе му тежи на гледачот и што ќе му, тоа е случајот со Мајки, например, кој ми е мене особено драг, можеби баш поради таа формална безобразност. Не знам
мислам, тоа се тие некои генерални размислувања за тоа како го доживувам филмот како филм, значи како парче уметност или како пакет кој ето отпатувал во светот. Сосема друга работа е што тој направил за оваа култура или што направил за мене и за мојата кариера. Мене ме интересираше низ вашата лична призма, ете со доволна дистанција, инаку читавме критиката го кажа своето со самото влегување во учебниците, да кажеме, или во наставата да се изучува и како форма и како режисерски пристап, доволно кажува за вредноста на филмот. Споменав дека може би Пред дождот направи белја за следните филмови, па тоа сакав да ве прашам, но ајде да поминам на следното прашање. Мене ме погоди приказната, гледам дека мајката како мајка вам ви е болка од детството. Прочитав дека вие првото деление го започнавте, вашата мајка непосредно пред тоа почина. Дали тој момент ви ја дава таа имено и во позитивна смисла ви ја дава можноста да се изразите така и во мајки, и во последниот ваш филм, и жената, македонската жена, секогаш да има некакво централно место, па дури и тоа кога не е по номенклатурата на подела на улогите така како што е наведено. Секогаш има некоја силна жена, па макар и во сенка. Па да, мислам тоа сигурно ме има дефинирало и како човек и како автор. И свесен сум, еви во Пред дождот Н беше трудна, во Прашина Неда е трудна, главниот раскажувач е тоа бебе што ќе се роди на крајот. Меѓутоа никош тоа не било нешто што свесно или рационално или со намера сум седнал да го правам, со агенда. Од друга страна, во уметничко дело, тие работи кои несвесно или подсвесно или ненамерно излегуваат, веројатно имаат исто толку или повеќе тежина, така да го прифаќам тоа. Многу е интересен е односот на мајка кон дете или на дете кон мајка и воопшто на родителство, затоа што се некако соголени се тука односите и соголени се емоциите. Дури и во следниот филм, дури и во Кајмак има една таква ситуација. Очекуваме. Да ве прашам, дали требаше да го изодите оној претходен пат, да се извештите во добро баратање со брзите кадри и со спотовите на Arrested Development или така веќе тоа претходно искуство, дали ви даде сигурна основа да можете да се однесувате во вашиот авторски прв голем филм, во следните филмови на начин како што се однесувате? Веќе одгонетнавме и со тоа со вашиот одговор што го прочитав, за да го надоместите тоа отсуство на мајката, го најдовте прибежиштето во книгите. И таа начитаност се гледа, извира, дури од техничките квалитети на филмовите. Како гледате на ова нешто, еве вака, ако си ги анализирате филмовите? Па, во авторски филм, за разлика од синтетички, студиски, холивудски, комерцијален филм, авторот не секогаш неговиот приватен живот, ама неговиот внатрешен свет го наоѓаат одразот во делото. Така да се што му се случува на уметникот на некој начин придонесува до тоа со каков свет тој барата правејќи уметност. Не значи дека се буквално ќе искоментира се што му се случило во животот, ама тоа ќе биде дел од неговата палета, сакал или не сакал. Што се однесува до спотовите и до литературата, тие се и двете ми се многу драги, двете се дел од тоа што го работам. Литературата, пишувањето е нешто што го осеќам онака како што нешколуван, а добар музичар ја осеќа музиката. Баш онака осеќам како се движи делото
кога треба новиот лик да влезе, кога треба да се променат работи. И многу го сакам и пишувањето и зборот. Едно време работев како судски преведувач и обожавав да преведувам, макар и на суд. А што се однесува до спотовите, они беа перфектен тренинг. Тренинг прво како да раскажеш без диалог. Има премногу филмови што премногу се базираат на диалог и се обидуваат се да раскажат со зборови, а филмот, вистинскиот филм, според мене треба да функционира и ако го гледа гледач што не го разбира тој јазик, ако гледа без титлови. Значи, можеби нема да ги разбере сите нијанси на заплетот, ама би требало да ја осети, да го осети течението на приказната, на нарацијата и особено емоциите, затоа што емоциите се пренесуваат со еден куп други средства на филм, од глума, преку музика, кадрирање, боја, монтажа, звук и така натаму. Значи, бев присилен да снимам, да раскажувам кратки мали приказни, кои некојаш беа вистински приказни, а некојаш беа само дизајн, само краток дизајн кој трае 4-5 минути, да ги раскажам без диалог. Или со веќе дадена приказна, затоа што песната е веќе напишана. Значи, мораш да работиш во рамка, како што работиш во рамка кога пишуваш сонет, например. И тоа беше одлично. Беше одличен тренинг и беше одличен и технички тренинг, затоа што обично немаш многу пари од тоа време, не знам колку беа по некои 5-60 до 100.000 долари за еден спот, што знаеш, во еден Њујорк и не беше некој огромен буџет, што значи мораш да го набиеш во еден ден снимање, до 2 дена снимање, снимаш по 16 сати, гледаш да набиеш некој, не знам, 3-40 позиции на камера, а целото тоа да биде искоординирано и целото е како мал филм, од кадрирање до шминка, до монтажата, после до све. Значи, баш онака вежбаш, како вежбаш во теретана за да излезеш после на баскет. Нас музичарите, за да се отсвири еден концерт Рахманинов, треба да се вежбаат скали пред се и етиди. Да. Во таа смисла аналогно на вашево. Да ве прашам, дали јајцето или кокошката, кај вас фотографијата настана како последица на занимавањето со филм или фотографијата им предходеше на движечките слики? Што почна прво да се случува? Не, филмот е прв. Фотографијата ја научив преку филмот. И во филмот дојдов преку раскажувањето, преку пишувањето. Има луѓе кои во филм доаѓаат преку фотографија или има некои луѓе кои во филм доаѓаат преку глума. Тие се трите најчести начини на доаѓање, на влегување во филм. За мене беше преку раскажување и потоа ја учев визуелната култура, иако после испадна дека сум имал талент за тоа. Тоа се гледало уште од цртање, од илустрации и така натаму, ама кога почнав да се бавам со фотографија на Филмска академија, не ми идеше баш најдобро и не го разбирав концептот. И после кога ми се отвори дизната, ми тргна подобро. Кажете ми, не само заради различноста на јазикот, барем мене, како најобичен гледач, не знам ќе ми извините, со мојот бекграунд, да речеме, во уметноста, но вон не сум директен учесник во креирање на филмски дела, Бикини Мун ми отскокнува од оваа линија Пред дождот, Мајки, Сенки, најновиот филм Врба. Тогаш бевте во специфичен муд некаков расположение, сакавте малку да направите застранување, отклон, некаков ви требаше оддишка, бидејќи реков на самиот почеток, не е лесно да се создаде Пред дождот и потоа е многу лесно. Еден мој соговорник неодамна рече, ние сме махери за уништување на херои, па да ви се бараат и влакна во јајце и за вас да биде лупата многу поостра отколку за другите. Па да, тоа се две одвоени работи. Една е нели, таа лупа што ја споменувате, и анализа, и завист, и пакост и така натаму. И се навикнуваш со тоа. Тоа е во опис на работно место, нели, ако
ако менуваш сијалици на бандера, понекош си на дожд, некош си на сонце. Така да тоа и не е толку важно, важно е од некој прагматичен аспект. Оно што мене ме интересира е комуникацијата што јас имам со делото. И многу интересно што кога правиш филм, тоа трае долго. Филм не се прави кратко. Јас им завидам на сликари или на поети кои може тоа релативно брзо да го направат. Зависи, нели? Некои и долго сликаат. Мона Лиза со години наводно се сликала. Бикини Мун е различен, он е формално различен, ама не е толку многу различен во својата суштина, можеби поради сетингот, затоа што целиот се случува во Њујорк, поради јазикот, поради ликовите кои се сепак различни, можеби ви се чини поразличен од моите други филмови, од што он стварно е. Мислам дека како формален чин, он е можда најсличен на Мајки, затоа што си игра со формата, тука го имаме тој лажен документарец. Во Мајки имаме половина од филмот е вистински документарец, половина е игран, а немаат никаква врска едно со друго, наративна, освен што ја имаат како тон, како чувство, како атмосфера. Бикини Мун ме интересираше, ми требаше затоа што со него завршив еден циклус каде што се прашувам што е вистина, што е проза, што е приказка, што е измислено. И тоа го имаше во Мајки, го имаше во два есеи, од кои едниот излезе во едно мало книжуле што го напишав, и во еден краток филм што беше нарачен од фестивалот во Венеција. И тоа траеше, не знам, околу 10 години, да кажеме, тоа интересирање, тоа занимање околу тоа како вистината се врзува, се рефлектира, се одбива од прозата и обратно. И тоа беше можда крајната точка, значи правење на еден лажен документарец кој на крај се претвора во нешто што не може да биде вистинско, што е одраз само на внатрешниот свет на главниот лик, значи е еден, да го крстиме, безобразен круг. Мислам, така го доживеав Бикини, а беше интересно повторно да се снима во Њујорк, кој прето со исклучок на еден краток филм долго време нема снимано во Њујорк. Јас, како што споменав, лупата е многу остра кон вас и верувам дека гледачите ќе го очекуваат од прашањето многу повеќе отколку да многу ми од нив, не сакам да ги осудувам, место да ги слушнат суштинските работи, ќе очекуваат од мене прашање да ве прашам за новите успеси на македонскиот филм, за колегите, за успехот на Ханиленд, како е да се биде првиот, да се задржи нивото и да се остане со дигнитет и во сите нови налети на млади сили, што е многу нормално, затоа што конкуренцијата и во светски рамки е пеколна, претпоставувам. Камо среќа да има повеќе медени земји. Мене многу ме радува и ме радува прво секој убав филм. Второ ме радува затоа што е од добри луѓе. И Тамара, и Љубо, и Фаца, и дечките на камера, мислам, они стварно се добри луѓе и се добри уметници. И феноменално е што Ханиленд имаше таков успех и многу интересно што како документарец беше номиниран и за најдобар странски филм. Многу ми е драго, а морам да признам и дека ми лекна малку, затоа што може да се сподели малку фокусот со повеќе луѓе, да не биде таа лупата што ја кажувате. Немам никаков проблем со неа, ама поубаво е, полесно е. Подобро е да се поубаво е и подобро е, па и полесно е да се прави уметност во друштво. И тие почнаа да го живеат вашиот пат со морализирање и со критикување, така што кај нас некако тој прирачник за самоуништување така оди. Јас се надевам дека ќе си останете, ќе си
ќе си ја задржите титулата на херои, на пионери и дека нема да се повторува она што е многу карактеристично за нашата историја, да се забораваат нештата или да се туркаат под тепих. Треба да си ги негуваме и минатите и сегашните и да им отвораме пат на идните вредности. Јас ми сигнализираат од режијата дека минутите за овој разговор одамна поминали, имам уште многу прашања, но се радувам што конечно го реализиравме интервјуто и како секој добар домаќин Литература МК на гостите им подарува по една книга во книжарниците на Литература МК. Вие можете да си одберете по собствен избор, но јас можам да ви препорачам, не знам, верувам дека е Тито сепак на некое херојско место во вашата меморија, во вашата историја. Ова е најновата книга Мојот предпоследен херој Тито од Зоран Спасов Зов, или добро познатиот Кундера со шега. Јас верувам дека сте испрочитале, така што навивам да земете некое ново дело од македонски автор и тоа да биде следната инспирација за некои нови дела. Ви благодарам многу за разговорот. Фала ви многу. Фала. Се гледаме во нека следна прилика, на нека следна премиера. Довидување. Поздрав.